Јас сум Сали Велиовски од село Света Петка. Ова нивата тука коритиште го викат. Зашто ова цело ова вака коритиште и нивата се вика коритиште, мислам на катастар таму. Да. Па имам негдека 13 декара, ова 13.000 квадрати. Имам на 5 месеца, зашто нивите се толку, знаеш, и не можеш, значи, на едно место, да имаш на едно место уште поубаво. Ама така, знаеш, мора да се сади и тамо, и тамо, и тамо. Па како да ти речам, оддавне, 20 и нешто години, 25, али секоја година повише и повише, знаеш. Фала Богу, работиме колку за да живееме, за леп, за не за нешто друго. Ако се работи добро, се исплати. За 1 декар да се вложи и најлон и ѓубре и работа да не рачунаме, али вака да се финансира 2000 евра треба. Зашто ние ставаме арско ѓубре, не вештачко ѓубре. Вештачко не се употребува. Зашто овие добиваат болест после. Расадот го купуваме од надвор. 4 години бев во Црна Гора, па после од тамо, зашто тука од кај нас немаме од кого, значи од кај нив, добив расад од Ферара, Италија, од Мадзони, значи фирмата што е најпрочуена фирма за расад. За било што, за јагода, за овоше, за све. И донесов од тамо. И нешто пред 2 години земав од Холандија, ова Алба. А ова од Италија што е, тоа е Клери. Резултати има добри, знаеш, да се работи, убаво да се работи како што треба, значи дава 800 грама од корен. Али максимум да се работи, да се како што треба, знаеш. Јас 5 души сме дома. Работиме сами, чистиме. Тоа што е за берба, после си земам луѓе и си плаќам. Точно е тоа дека неќат. Па ја им викам, ако најдете по-добро и без работа, одите кај сакате, ама нема, никаде нема. Одат па се враќат. Тоа е. Ќе одам Германија, ќе одам Италија, ќе одам тамо, вамо, за месец дена кој ќе видиш дошол пак. Значи никаде не дават пари без работа. И јас сакам да бидем вака, ама цел ден сум вака, секој ден сум вака, цела година сум вака. Зашто овие треба сеја берба, па после треба да се исчисти листот, па треба вода, па да се прска, да се чува од болест, од пајако тоа, за да се спреми за година. Значи работа има многу. Пласман немаш пласман, значи да речеш, јас можам и повеќе да садам. За пласман е малку проблем. Немаш гарантирана цена, прва. Добро, јас ова што го имам, значи можам по пилјари, понаго, значи се знаеме толку години, го барат и го носиме. Ама да имаш пласман, сигурен и цена, немаш. Јас во Титоград кога бев, тој имаше 1 ектар. Тој имаше договор со маркет и истата цена носеше до последно зрно. Тука нема. Има заработка. А пласман немаш. И затоа, значи, пред недела дена беше 150-200 едно кило. Сега е 60 на пазар. Зависи од пролета како ќе биде, зашто немаме и вода тука. 1 декар може 1500 евра да земеш. Првата година. А втората година и третата после останува за леп. Затоа јас, значи, садам на многу места, на 5 места. Ова ми е прва година, таа ми е втора година тамо. И на друго место имам и прва и втора.
а и трета година имам. Значи до 3 години ги кинам више, после нема квалитет. Изорам и ја остам една година да одмара, после пак џубре ќе носам, пак ќе садам.